Здраво, драги родители! Последните две поглавја од книгата на Малиот принц воедно истовремено тие представуваат и предпоследните две поглавја. Раскажана е приказната за потрагата по вода во пустината и оваа потрага ја открива суштината за свесното родителствување, односно дека вистината за вистинската жет на детето не е од материјален аспект, од потрагата по надворешни работи, туку потребата за присуство, за љубов, за разбирање, за нежност. Таа е храната која што ја храни душата на самото дете. И кога ние ги отвораме овие две поглавја од Малиот принц, влегуваме не само во најтивките разговори, туку во најдлобоките разговори помеѓу Малиот принц и пилотот, тие во пустината, кога патуваат преку нивната средба со звездите, разговорите за жета, за тишината и така натаму, со која што се соочуваат, учат заедно за смислата, за заедништвото и за љубовта. И од аспект на свесното родителство овде, оваа приказна не представува една потрага само за жет, за вода, туку една потреба за вистинска блискост, за духовна храна која што секое дете ја бара во однос со својот родител. Пустината овде не потсетува на празнините кои се случуваат кај секој возрастен. Значи секој возрастен може да влезе, да се изгуби во тие празнини како родител, меѓутоа повторно може да дојде до тој извор преку бунарот, значи бунарот ни го представува изворот на невидливото, на нешто кое само родителот може да го научи преку присуство, преку разбирање, преку нежност во односот со своето дете. А сега да продолжиме кон читање на овие две поглавја. Беше веќе 8 ден од мојот дефекс во пустината и јас го слушав расказот за трговецот доцедувајќи ја последната капка од мојата резервна вода. Ах, му реков на Малиот принц, твоите спомени се многу убави, но јас уште не сум го поправил мојот авион, немам ништо повеќе за пиење. И јас би бил исто така многу среќен кога би можел полека да одам кон некој извор со вода. Мојата пријателка лисицата, ми рече тој, моје малечко џудже, не се работи веќе за лисицата. Зошто? Затоа што ќе умреме од глад и од жет. Тој не го разбра моето филозофирање и ми одговори. Многу е убаво да се има пријател, па макар и да се умре, јас сум среќен што лисицата ми е пријателка. Тој не знае за опасности, помислив јас. Тој никогаш не е ни гладен, ни жеден. Нему му е доволно малку сонце. Но тој не одговори на моето прашање, само мисла. Јас исто така сум жеден, да бараме некој бунар. Направив едно изморено движење. Безмислено е да се бара бунар така во пространството на една пустина. Но сепак тргнавме. По 2 часа одење и молчење се стемни и звездите почнаа да светкаат. Јас ги забележав како во сон, оти поради жетта чувствував некаква треска. Зборовите на Малиот принц танцуваа во мојата свест. Значи и ти исто така си жеден, го прашав. Но тој не ми одговори на моето прашање, само ми рече, водата исто така може да биде добра за срцето. Јас не го разбрав неговиот одговор и замолчав. Знаев дека не требаше да го прашувам, тој беше толку капнат и седна. Јас седнав до него. Молчев не малку, а потоа тој рече, звездите се убави затоа што имаат едно цвеќе што не се гледа. Одговорив, се разбира, и молчејќи ги гледав на борите на песокот под месечината. Пустината е убава, додаде тој. И тоа е вистина. Јас секогаш сум ја сакал пустината, затоа што може да се седне на една песочна дина. Ништо не се гледа, ништо не се слуша, а сепак нешто зрачи во тишината. Она што е разубавува пустината, рече Малиот принц, е тоа што таа крие некаде некој бунар.
Бев просто изненаден што така одеднаш го разбрав тоа таинствено зрачење на песокот. Кога бев малечок, живеев во една стара куќа, во која според легендата имало скриено богатство. Се разбира дека никој никогаш не можел да го пронајде, па дури и да го бара, но тоа ја маѓепсуваше целата таа куќа. Мојата куќа криеше една тајна во дното на своето срце. Да, му реков на малиот принц, зашто и да се работи? За куќа, за звезди или за пустина? Она што ги прави убави е невидливото. Би бил многу задоволен, ми рече тој, кога ти би се сложувал со мојата лисица. Малиот принц се успа. Јас го зедов на раце и го продолжив патот. Бев возбуден. Ми се чинеше дека носам некакво кревко богатство. Дури ми се стори дека нема ништо покревко на земјава. Го посматрав на месечината, на незината светлина, тоа бледо чело, тие затворени очи, тие кичери коса што трепереа на ветрот. И си реков, ова што го гледаме само една корупка, најважното е невидливо. Неговите полуотворени усни се насмевнуваа и уште си реков, она што најмногу ме возбудува во овој мал успиен принц е неговата верност кон едно цвеќе. Тоа е онаа слика на една ружа што зрачи во него како пламен на ламба дури кога спие. И јас почувствував дека е уште покревок. Ламбите треба добро да се чуваат, оти еден здив на ветрот може да ги угасне. И одејќи така, во мугрите, пронајдов еден бунар. Луѓето, рече малиот принц, убаво си се сместуваат во возовите, но не знаат што бараат. Тогаш тие се возбудуваат и се вртат во круг. И тој додаде, тоа не е тешко. Бунарот што го најдов не личеше ни малку на сахарските бунари. Сахарските бунари се прости, ископани во песокот. Тој личеше на селски бунар, а таму немаше никакво село. И јас мислев дека сонувам. Многу е чудно, му реков на малиот принц. Се има. Чекрек, кофа, јаже. Тој се насмеа. Го фати јажето и го заврти чекрекот. Тој закрцка како што крцка некоја стара вртешка од оџак во која ветрот по долго време се разбудил. Слушаш ли? Рече малиот принц. Ние го разбудивме бунарот и тој пее. Јас не сакав да се заморува. Пушти ме мене, му реков. Тоа е многу тешко за тебе. Полека ја кренав кофата до оградата и тука добро ја прицврстив. Во моите уши се уште дзунеше песната на чекрекот и во разбранетата вода видов како трепери сонцето. Жеден сум за оваа вода, рече малиот принц. Дај ми да се напијам. И јас разбрав што бараше тој. Ја принесов кофата до неговата усна. Тој пиеше со затворени очи. Тоа беше мило, како празничен ден. Таа вода беше нешто сосем поинаква од храната. Таа беше родена од одот под звездите, од песната на чекрекот, од напорот на моите раце. Таа беше добра за срцето, како подарок. Кога бев малечок, светлината на новогодишната елка, музиката на полноќната ниса, нежноста на насмевката, сето тоа го сочинуваше у назрачење на новогодишниот подарок што го добивав. Луѓето од твојот крај, ми рече малиот принц, одгледуваат 5000 ружи во една градинка и тие таму не можат да најдат што бараат. Не го наоѓаат, му одговорив. Но сепак она што го бараат може да биде најдено во една единствена ружа или во малку вода. Се разбира, му одговорив јас. Малиот принц додаде. Но очите се слепи, треба да се бара со срцето. И јас се напив. Дишев лесно. Песокот во мугрите има боја на мед. Бев толку среќен од таа боја на мед. Зошто да бидам несреќен? Треба да го исполниш ветувањето, ми рече тивко малиот принц, кој пак седна до мене. Кое ветување? Па знаеш, на главката за муцката на мојата овца. Јас сум одговорен за моето цвеќе. Јас ги извадив од джеб скиците на моите цртежи. Малиот принц ги виде и рече, смеејќи се. Твоите баобаби помалку личат на зелки. О, па јас бев толку горделив со моите баобаби. Твојата лисица, незините уши, личат помалку на рогови. И многу се долги. Тој натаму се смееше. Ти си неправедно, џуџенце моје.
Јас и не знаев ништо да цртам освен змии боја. Сето тоа ќе оди. Децата знаат. Тогаш му нацртав една наглавка за муцка и срцето ми се стегна кога му ја дадов. Ти имаш некакви планови за кои јас не знам? Но тој не ми одговори. Само рече: знаеш, утре ќе стане една година од моето паѓање на земјата. Потем, по една пауза, тој уште рече: паднав тука близу. И тој се вцрви. А јас пак, не разбирајќи зошто, повторно почувствував некаква чудна тага, но сепак ми падна на ум едно прашање. Значи не е случајно што на утро пред 8 дена, кога те запознав, ти шеташе сосем сам на 1000 мили далеко од секаква населба? Ти, значи, се враќаше на точката на твоето паѓање? Малиот принц се уште црвенееше. Колебајќи се, јас додадов: може би заради годишнината. Малиот принц повторно се поцрвене. Тој никогаш не одговараше на прашања, но кога човек ќе поцрвене, тоа значи да, нели? Му реков, страв ми е, но тој ми одговори: ти сега мораш да работиш, треба да се вратиш кај својот авион. Јас ќе те чекам овде, дојди утре вечер. Но јас не се охрабрив. Се сетив на лисицата. Кога ќе дозволиш да те припитомат, тогаш мораш малку да поплачеш. Сега, во приказната на овие две поглавја, кои што ги прочитав од книгата Малиот принц, во првата приказна, во првото поглавје, таа не води во моментите кога Малиот принц и пилотот, можеме да слушнеме, како тие се исцрпени од жет и тие нивното тело е исцрпено од умор, меѓутоа во срцата се уште многу живи и тие разговараат. И тука жетта станува еден символ не само на човековата потреба за физичка вода, за телесно напојување, туку за една многу поинаква смисла за заедништво, за пријателство, за љубов. И принцот ги кажува зборовите: и жета некогаш знае да биде добра. Тие се зборови кои што не подсетуваат нам дека чувството на недостаток знае да биде и повик кон едно подлабоко осознавање, и современо таа представува и една порака до родителите дека децата често пати не бараат само телесна вода за задоволување на телесните потреби, туку еден копнеш по она што е невидливо, односно бараат топлина од страна на родителот, бараат љубопитство од страна на родителот, бараат внимание, бараат прифаќање, разбирање. Значи, понекогаш празнината кај детето знае да биде еден повик или една порака до родителите да се вратат кон својот автентичен однос во врската со детето. И исто така во оваа тема се отвара еден разговор за заедништвото и за љубовта во патувањето кое што го имаат пилотот и Малиот принц низ пустината, нивното дружење со звездите, нивните разговори за тишината. На сето тоа патување тие разбираат дека тоа патување е навистина магично, затоа што е споделено заедно, сите тие убавини, сите тие тајни ги доживуваат заедно и всушност во свесното родителство тоа представува една порака до родителите дека вистинскиот однос со детето се гради не само преку исполнување на физичките потреби на детето, туку преку создавање на заедништво, заеднички доживувања и
дека тие доживувања се драгоцени и не само кога се моментите радосни, туку и кога патот е тежок. Во 25-та глава пак прикажани се моментите пред бунарот, тука го наоѓаат во текот на патувањето тој бунар кој што е посакуван. И меѓутоа овде не станува збор за пиење на вода како физичка потреба, туку станува збор за една многу поинаква смисла, за нешто кое што е свето, на една длабока храна за душата. И при тоа принцот вели дека очите се слепи, треба да се бара со срцето. И ова е момент на кулминација на кој што достигнуваат овие две поглавја, каде што преку овие зборови се укажува дека пустината, иако изгледа празна, таа го крие изворот на животот. Односно дека во наједноставните моменти, во моментите на тишина, може да се изгради најдлабоката врска со детето, да се доживее таа најдлабока врска. Тоа се моменти кои што не можат да се доживеат кога се дава играчка или кога се дава награда на детето, туку моменти кога преку топлиот збор, преку топлиот допир, преку топлиот поглед кој што му кажува на детето дека те гледам, те разбирам, ти постоиш за мене, се доживува најдлабоката врска со детето во моментите кога се одржува спонтаноста, природната спонтаност во односот со детето, која истовремено значи пригрнување на таа врска со нежност, со разбирање и со прифаќање. Што не учи овде свесното родителство? Свесното родителство не учи дека моментите кога доживуваме празнини со своите деца не треба да представуваат за нас како моменти дека сме казнети, туку дека тие се моменти кои не носат во една потрага подлабоко да се анализираме самите себе си. Да допреме до својата внатрешност како извор за да можеме копнежот по жет навистина да го исполниме. Жета овде не подсетува дека не ни треба секогаш само нам на родителите задоволување на телесната жет во односот со децата, туку задоволување на духовната жет. Многу е побитна таа духовна жет ние да ја исполниме. И заедништвото исто така, кое што го доживуваме со децата, е потсетник дека навистина животот е многу поубав кога имаме една кога сме заедно со децата, кога имаме заедничка комуникација која што се базира на автентичен однос со децата. Бунарот пак е символ да погледнеме многу подлабоко по детето, затоа што неговата автентичност, неговата суштина представува навистина еден длабок бунар кој што чека да биде откриен. Звездите исто така, тие што ја представуваат светлината на со која што зрачи секој дете, како што секоја звезда е уникатна, така и секој дете си е уникатно, зрачи со посебна светлина и кога родителот ќе открие таа светлина, и како може секојдневието во односот со своето дете да го доживува како радосно, како чудесно, како интересно. И овде духовната компонента пак која што можеме да ја прикажеме преку овие две поглавја е дека најважниот компас во родителствувањето
е срцето. Значи, срцето е најбитниот, најважниот компас кој што не води кон остварување на најбитниот копнеж на децата. Значи, кон тоа родителот да може да ја згасни жетта на своето дете, вистинската жет, духовната жет, да биде видено, да биде разбрано, и духовната светлина по која што често пати како да ја препознаеме таа духовна светлина, затоа што како родители често пати знаеме да се тргнеме, да залутаме, да излеземе од тој пат. И за да можеме, значи, повторно да се вратиме, да ја препознаеме таа вистинска духовна светлина по која што треба да одиме по процесот на родителствувањето. Значи, секогаш празнините кои што ни се случуваат со децата, не треба да ги сваќаме како казни, туку да научиме дека тие се, да разбереме дека тие се наши најголеми учители. Болките, огорченостите, сите оние непредвидливи моменти кои што ни носат празнина, да сватиме дека токму тие моменти нас, во тие мигови, нас ни носат раст и развој во односот со децата. Во моментите кога детето ни изгледа затворено, кога не сака да соработува, ние како родители и текако, ако бидеме отворени со срцата, ако решиме да го отвориме своето срце, ќе научиме да ги слушаме нашите деца и да видиме кои се нивните вистински духовни потреби. Значи, жетта не е само телесна потреба. Таа представува духовен копнеж. Секое дете копне по смисла на своето постоење, копне по блискост со својот родител. Тоа сака да знае да зошто постои во односот со своето дете, како треба да создаде автентична врска, значи како да ја доживее таа автентична врска со својот родител, како што секој родител исто така копне по вистинска љубов, по автентична љубов, копне по да биде и тој разбран од страна на другите, копне да знае кој е Бог, зошто постои во овој свет, како да се поврзе со него и така натаму. И затоа велиме дека заедништвото и љубовта се изворот до кој навистина со кој што навистина може да се поништи таа жет. Родителот е учител на детето овде и тој е единствениот кој што може да го научи детето дека и во најсувите моменти може да се дојде до вода доколку срцето е отворено. Значи, родителот е тој кој што треба да го научи детето дека бунарот не представува само резервоар со вода, туку дека вистинскиот внатрешен извор е тој кој што може да не поврзе со божественото и на тој начин да се изгасне вистинската жет која што се чувствува во односот родител-дете. Значи, таа блискост која што треба да ја доживее родителот и детето на едно автентично ниво. И кога принцот вели очите се слепи, треба да се гледа со срцето, значи допираме до суштината на свесното родителство, кое што воедно представува и едно духовно патување, дека само со срцето може да се препознае водата која што не можеме да ја видиме, да се препознае светлината која што не можеме да ја измериме и да се дојде до љубовта, до вистинската љубов, до
безусловната љубов, која што не можеме да ја објасниме. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.